Земјоделците мора да внимаваат на каренцата, советуваат од Агенцијата за поддршка на земјоделството и руралниот развој. Оттаму велат дека кај дел од производителите е потребна едукација, но и повисока свест за важноста на почитување на каренцата. Иако има земјоделци кои што посевите ги третираат и со биолошки препарати, кои што се целосно безбедни за луѓето и околината. Отворено, значи до крај не се испочитуваат таквите мерки и треба да се внимаваат околу таквите мерки. Имаме луѓе кои што употребуваат и биолошки средства кои што се стремиме понатаму и да бидат понатаму употребувани, да употребуваат пестициди кои што се со многу кратка каренца или нулта каренца, што значи не се штетни за човековиот организам и за консумација. Меѓутоа се уште имаме дел на производители кои што ова страна не ја согледуваат, иако имаат обврска законска да секоја површина и секоја култура која што ја одгледуваат да водат строга евиденција што е тоа што работат на овие култури, што употребуваат, какви инсектициди или пестициди употребуваат, во која дозација употребуваат, процентот на активната материја, па дури и која активна материја се состои во таквите препарати кои што ги употребуваат околу заштита на растенијата. Меѓутоа, секој пат треба да внимаваат што е основно. Ако растението е добро во здравствена состојба, значи кондиционо спремено, битна е почвата. Почвата е душата или двигателот на самото растение. Внимавање околу здравствената состојба на почвата, бидејќи таа е преносител понатаму во растенијата. Глигоров вели дека потребата од правилен третман е ненадминлива, но секогаш постојат начини и можности да се одбере најдобриот метод, што може да значи не само заштеди на парични средства, туку и добивање на подобри и поголеми приноси.